На едно коло пред крајот на есенската полусезона во втората фудбалска лига на Македонија, Осогово е во опасната зона за испаѓање со освоени 12 бода. Зад него се Самокара Орман со 11 и Каменица Саса со 8 бода. Пред него пак Прилепска Победа и Вардар Неготина со по 15 бода. Иако барем за сега нема многу причини да се верува дека опстанокот може да се обезбеди, сепак освоениот бод против силниот Аресими влева повеќе верба дека останувањето во друштво на екипите од второто по квалитет фудбалско надпреварување во државата и не е неостварлива цел. Тоа што загрижува се случувањето на одредени терени каде наместо фудбал се играат други игри кои негативно се одразуваат врз младите фудбалери. Ако не им се застане на пат на фудбалските мокници, навивачите ќе имаат се помалку причини да одат на стадион, а без нив нема фудбал. Во последното коло Осогово игра во Битола против Пелистар, каде реално нема што да бара, кога е во прашање конечниот исход, но доколку се исполнат условите за надигрување, тогаш осоговци имаат право да се надеваат на некакво изненадување. А во последното коло управата ќе мора веднаш да направи детална анализа на постигнувањата и да се подготви стратегија што и како понатаму. Тоа значи дали по секоја цена да се брка опстанокот, зашто ќе се потребни и соодветни засилувања, или едноставно да се остави можност овие фудбалери да се калат и развиваат, додека не израснат во тим кој ќе им биде стабилен второлигаш.